Наш денешен гостин во Слободен печат, Горан Минчев, министер за јавна администрација. Добар ден, господин Минчев. Добар ден, Љубиша, поздрав до вашите гледачи. Да почнеме од она што политички беше најново, тоа е Законот за правична застапеност, беше во собраниска процедура, ама не е на дневен ред. Кога ќе се најде на дневен ред, бидејќи имаше реакции од дуи денови последната седница, беше кога ќе го ставите, зошто не го ставате и така натаму. Не, да ве поправам, Законот за правична застапеност е на дневен ред во собранието во прво читање, меѓутоа е блокиран од страна на ДУИ. Тој е пројден из комплетна владина процедура, меѓутоа она што е најзначајно е, се навратиме малку наназад, дека тој закон всушност е направен од група на експерти кои што работеа на ова законско решение, за да не се соочиме повторно како она што не беше во претходниот закон, а тоа е укинување на член или одредба од Законот за административни службеници од страна на Уставниот суд, каде што практично се укина балансерот. И тоа е всушност почетокот на креирање на нов закон. Инаку би сакал на самиот почеток да кажам дека правичната застапеност на етничките заедници е уставна категорија, која што произлезува од Охридскиот рамковен договор и владата направи ново законско решение, повторувам, го праве експерти за да не се соочиме повторно со истиот проблем и е во собраниска процедура, за жал во овој момент е стопиран од страна ДУИ, затоа што за ова законско решение потребен е бадентер. Мал или голем? Условно Во речено, зависност потребен е голем. Дали сакате да го истуркате со мал, значи да ги заобиколите барањата на ДУИ, или ќе го направите така кој што... Прво, јас не ги разбирам барањата на ДУИ. За прв пат етничките заедници, во конкретниот случај албанците, имаат закон. Досега правичната застапеност беше дел од член од еден закон, сега е во форма на закон и барањата на ДУИ на вистина не ми се јасни, затоа што овој закон ќе овозможи исполнување на уставната категорија. Што се однесува до тоа дали мал или голем бадентер, практично тоа е исто, меѓутоа кажано едноставно, а тоа е моменталната присутност на бројот на етнички заедници, односно пратениците од различна етничка заедница во моментот кога се носи законот. Тоа е мал бадентер. Тоа е мал бадентер, меѓутоа ние би сакале како влада тоа да биде со голем бадентер, но ако немаме таква можност, битно е овој закон да се донесе и всушност да биде таа исполнета категорија, затоа што овој закон понатаму треба да се всушност имплементира. Има уште доста работи кои што треба да се спроведат. Добро, имаше голем број забелешки. Се обидувавте да најдете некакво решение компромисно тоа што тие го барат и ова што е ново законско решение? Јас ке повторам, мене не ми се јасни забелешките на ДУИ. Ние направивме едно законско решение кое што го пројде и практично филтерот на Венецијанската комисија, што значи ние сметаме дека ова е одлично законско решение. Откако ќе се донесе законот, треба да биде направено координативно тело, всушност имплементацијата на овој закон го овозможува тоа, со кое што ќе раководи еден од замениците председатели на владата. Во него ќе учествуваат повеќе министри, представници на Агенцијата за администрација, представници од академската заедница, народниот правобранител, кои што треба да креираат методологија со која што всушност ќе биде запазена уставната категорија, односно правична застапеност на етничките заедници во институциите. Тие велат дека тоа што подготвите дека е фактички закон без заби, дека нема кој да следи реално, нема санкции. Не е точно тоа. Значи ова координативно тело за кое што нема механизам, обврзувачки механизам, дека тоа е дополнително. Значи ова координативно тело треба да ја креира методологијата која што треба да биде усвоена од Агенцијата за администрација и практично тоа ќе биде формулата за правична застапеност на етничките заедници. Но би сакал да потенцирам, да направиме една компарација, да кажеме во моментите кога имало балансер, тоа е да кажеме 2023 година, балансерот е укина 2024 година,
Не затоа што немала добра примена, затоа што била веќе застарена и се вршеше злоупотреба на истата дигитална алатка. И 2025 година, затоа што имаме податоци, а тоа е извештајот за вработени во јавниот сектор, каде што ако се однесува на конкретна етничка заедница, тоа е албанската етничка заедница, процентот на застапени етнички албанци во институциите е практично ист. И тогаш кога имало балансер и тогаш кога нема балансер, а тој се движи некаде меѓу 21,5% и 22%, што значи и сите други етнички заедници, турци, бошњаци, срби, роми и така натаму, се во рамки на процентите од претходните извештаи, што значи постигнуваме една цел, која што е и цел на Министерството за јавна администрација, а тоа е департизирана јавна администрација која што ќе биде базирана на квалитет, а тоа го кажуваат резултатите и од тестирањата. Што значи тој процес паралелно и застапеност на етничката заедница врз база на квалитет функционира. И на уште еден дополнителен податок, мисламе дека е добро тоа да го знае јавноста. Балансерот е алатка која што е застарена и која што мислам дека функционираше од 2014 година, ако не се лажам, може би грешам. Многу е интересен податок дека етничките заедници биле многу повеќе застапени на јавни огласи и конкурси и вработувани во институциите од државните институции, тогаш кога немало балансер, откако или пак откако е оваа алатка воведена во процес. Господине министре, кај нас проблемот во Македонија не е секогаш во донесувањето на добри закони, туку во непримената или злоупотребата на законите. Прашањето е дали и овој закон, кој што е можеби направен со најдобра намера да го испегла недостатоците во примената на балансерот, дека ќе се соочи со ист проблем, дека институциите можеби ако бидат оставени нема да ги применуваат начелата кои што ќе бидат во законот што вие го подготвивте и повторно по известно време ќе се најдеме во слична ситуација од која што може да произведат повторно политички тензии, дека бидат една етничка заедница да биде незадоволна или друга и така натаму. Значи какви гаранции може да имаме ние или да имаат етничките заедници дека ќе се почитува така како што треба, ако нема гарант или санкции за телото што го предвидувате да ги спроведува тие? Се сомневам во тој став. Значи, главно е за да се спроведува одредено законско решение е политичката волја. Оваа влада покаже и докаже дека има политичка волја, не само конкретно кон овој закон, туку и кон низа на закони кои што беа дел од реформската агенда, кои што ги креираше Министерството за јавна администрација. На крајот на денот, секогаш зависи од менаџерот на институцијата, од самата институција, или пак да не кажам, од човечкиот фактор за спроведување на, или пак имплементација на одредени законски решенија. Јас како министер за јавна администрација неколку пати досега потенцирав и во рамки на овие законски решенија кои што досега ги донесовме, дека е добро, и тоа е првиот почетен чекор, да се донесат законските системски решенија, но поважно е да се имплементира, што значи тој чекор е многу поважен од носењето на законските решенија. Иако морам да констатирам дека пакетот на законските решенија кои што ние во рамки на реформа на јавната администрација ги донесовме во 2025 година, беа практично дел од секој европски извештај како критика за Република Македонија, бидејќи не беа донесени 7 до 10 години наназад. Оваа влада собра храброст, од низ еден транспарентен, отворен процес, донесе пакет на решенија кои што силно влијаат во реформите на јавната администрација и сега практично и од денес можеме да констатираме дека почнуваме со имплементација. Токму денеска бев на еден настан кој што заедно со мисијата на ОПСЕ во Скопје, Министерството за јавна администрација го промовиравме прирачникот за критериумите, односно олеснување на огласите, третата фаза во јавниот сектор, односно во јавната администрација, што е уште еден показател дека целиме на професионализација на јавната администрација. Тоа се важни прашања за кои што секако ќе разговараме за овие што ги почнавте, но ќе останам уште малку на оваа тема околу законот за правична застапеност.
една од забелешките не беше само на ДУИ, беше забелешката и од страна на македонците, дека тогаш кога беше балансерот, македонски граѓани мора да менуваат етничката припадност за да бидат примени во јавната државна администрација. Дали овој закон гарантира дека тоа нема да се повтори? Значи ги тангира не само и мнозинската заедница, може да биде Јас би сакал да повторам дека по донесувањето на овој закон, јас сум убеден дека ќе се донесе овој закон затоа што е добро решение. Следи значи од страна на Агенцијата за администрација креирање на методологија и таа методологија всушност ќе биде гаранција дека правичната застапеност на етничките заедници во институциите ќе биде точно навремена и доследна. Исто така, годишни да речеме дали ова координативно тело ќе го следи процесот на правична застапеност, за сега ги користиме податоците од последниот попис, во сите институции. Повторувам, значи тоа ќе биде координативно тело во кое што ќе бидат вклучени сите. Значи не само една етничка заедница, напротив, представници на владата, на Агенцијата за администрација, академската заедница, да кажеме граѓанскиот сектор, но исто така и народниот правобранител. Поголема гаранција од тоа дека таа примена ќе биде доследна, мислам дека нема. Споменавте дека реформите, дека Европската унија од поодамна се труди да имаме ефикасна администрација. Тоа е дел од реформите кои што веќе ги правите. Колку се тие битни од аспект на задоволни граѓани од администрацијата и колку се битни од она што реформската агенда може од економски аспект да го придобие од страна на Европската унија? Многу пати досега кажано имам дека јавната администрација и функционирањето на јавната администрација е сршта, крвотокот на една држава. Без соодветна, добро обучена, квалитетна, полна со знаење јавна администрација немаме држава. И до ден денес сум на таа констатација. Се поставува прашањето како до професионална, брза, ефикасна јавна администрација. Без партизација, тоа што беше рак рана во апсолутно. Јас правам разлика. Затоа и многубројна нашата администрација. Јас правам разлика помеѓу два изрази, тоа е деполитизација и департизација, тоа е сосема различно. Меѓутоа нашата визија е да целиот процес и конечниот редослед, значи да кажеме завршувањето на јавните огласи бидат департизирани. И тоа го правиме. Како го правиме? Да подсетам. Прво со политичка волја. Значи формирано е ново Министерство за јавна администрација. Би сакал да кажам дека на почетокот во 2024 година Министерството е формирано како нов правен субјект и ние работевме 5-6 месеци без вработени, без буџет и за многу краток, брз период влеговме во една силна реформска агенда. Дозволете ми само накратко да објаснам за што се работи. Она за кое што пред малку говорев, имаше низа на закони кои што беа критика од европскиот извештај, ние ги повлековме од собрание затоа што беа неквалитетни, затоа што беа работени под маса и сосема го променивме процесот на носење или па креирање на закони. Би сакал да истакнам, да знае јавноста и граѓаните, дека ние овие закони ги донесовме низ сосема еден транспарентен процес, во кој што ги вклучивме сите институции кои што се засегнати од овие закони, невладини, граѓански, меѓународни и домашни организации, ги вклучивме експертите, академската заедница, ги вклучивме сите политички партии, но најважно од се тие закони се донесени низ една јавна расправа и финишот беше таму каде што е местото, значи во Комисијата за политички систем, во собранието низ една последна јавна расправа. Но уште побитно е да кажеме дека ние овој чекор го надокрадивме и бидејќи овие закони се однесуваат и за јавниот сектор, тука пред се мислам на локалните самоуправи, јавните предпријатија, го вклучивме и ЗЕЛ и би сакал да кажам еден податок дека од вкупно 80 општини, комуницирани се 50 општини со помош на ЗЕЛС, одржавме 2 јавни дебати и на крајот ги донесовме низ еден транспарентен процес овие пакет на закони. Морам да подсетам дека беа без амандмани, што значи беа консултирани и партиите од опозицијата и јас навистина сум среќен што ние имавме одличен старт.
односно го откочивме процесот. Но уште поважно е сега, пред месец дена се донесе и законот за високо раководители, кој што беше високо на нашата реформска агенда, како еден од најзначајните закони што треба да ги донесеме, всушност за кој што и Македонија треба, правејќи го тој реформски исчекор. Затоа што тој се однесува на 100 институции и тоа се функционерите на државата. Ние во овој закон имаме 3 пункта кои што ги сметаме за многу важни и јас овој закон го сметам за историски. Зашто? Затоа што оневозможуваме партизација, правиме за прв пат еден процес со конкурс за сите државни избрани и именувани функционери на кои што се однесе овој закон. Тоа е 100 директори, заменици, директори, членови на управни одбори, но она што е многу битно, за прв пат ги воведуваме во овој закон, односно се во рамките на овој закон, и 24 државни секретари. Тоа е подброј 1. Туку имаме кристално чиста процедура, низ неколку фази, значи со јавен оглас, со конкурс, со зголемени критериуми согласно европските стандарди, но она што за мене е многу битно, ние одиме кон кратење на досегашните членови на управните и надзорните одбори, кои што досега беа 5, 7 и 9, а сега ги ограничуваме на максимум 3. Тоа јасно кажува каков став има оваа влада кон реформите што се однесуваат на јавната администрација. Господине министре, ова што вие како реформа и како нов министер со амбиција да креираме администрација или нова бирократија која што ќе биде у функција на секојдневните потреби на граѓаните, но вие затекнате една администрација таква каква што е. Како ќе се ослободиме ние, не само вие и ние, од оние кадри кои што ги гледаме секојдневно преку шалтерите, кои што многу години, децении наназад бевме незадоволни од нив. Шалтерот не работи, вработениот го нема, шефовите ги поддржуваат и така натаму. Треба ли да се чисти и натаму таа администрација? Треба ли да се намалува бројот? И како ќе ги мерите, бидејќи е многу тешко да избркате луѓе од јавната администрација, барем законите беа такви. Како тоа ќе го направите? Тука имаме навистина многу дилеми, но оваа влада го има пред се прво социјалниот, економскиот момент за сите вработени во јавната администрација. Јас не би рекол дека вработените во јавната администрација се премногу. И тоа ќе го споредам низ пример. Да кажеме една Словенија, која што е... Прво кажете колку имаме реалност. Таа бројка стално сега, некако... дозволете ми, тоа ми е и целта, значи да го кажам низ пример. И секогаш го потребувам примерот на една земја членка на Европската Унија, која што согласно бројот на жители е слична на Македонија, тоа е Република Словенија, која што има околу 2 милиона жители, слично како Македонија. Таа европска држава има околу 170.000 вработени во јавниот сектор и во јавната администрација, а Македонија има 130.000, вклучително и општина. Секојаш биле 180, ја од кога памтам 180 има. Значи оваа бројка е 130.000 вработени, не знам од каде ви е таа информација, во последните 3 години ние тој извештај на вработени во јавниот сектор секоја година во март месец го ставаме на нашата веб страница, тоа е јавно достапен податок, и тука се и вработените од Министерството за внатрешни работи и Министерството од одбрана, но и локалните самоуправи и јавните претпријатија. Сега, кој е проблемот? Сега, многумина ми замера што во јавноста јас го кажувам овој податок низ една мини анкета која што неформално сме ја направиле во 15 на институции. Меѓутоа јас сум човек и поборник кој што тргнува од вистината и секогаш сакам да тргнем од вистината за да ги превземем чекорите кои што ни се потребни за да имаме успешна реформа во јавната администрација. Која беше затегнатата состојбата кога го превземав Министерството за јавна администрација? Значи ние имавме институции во кои што носител на активностите или пак на работните задачи беа негде околу 30 до 40% од вработените. 30 до 40% од вработените беа всушност дека нешто ќе подработуваат, меѓутоа учествуваат во процесот, и 30% од вработените
врз база на она кое што го кажувавме претходно, врз база на партизација, на етничка застапеност за работување во јавната администрација, непотизам и слични други аномалии, беа вработени кои што не сакаа ништо да работат или по можност да не идат на работа. Првата задача наша беше тие што не одат на работа да се отпуштат од работа и ние тоа го направивме веднаш. Кој да ги отпушти? Секоја институција која што затекна, менаџерот на институцијата, значи нема веќе луѓе кои што не идат на работа, а земаат плата. Тоа е незаконски и невозможно. Сите говорат дека во некои области палтата се ставени на столче, вработениот го нема. Кафулињата се преку ден полни претежно од луѓе од администрација. Јас велам сега за работен однос. Тоа е вториот чекор. За вторава групација која што сака да работи, учествува во процесот, ама не е многу вклучена. Затоа во овој пакет на закони, паралелно ги тераме работите, ние формиравме, односно донесовме едно законско решение со кое што се формира Академија за обука и едукација на вработените во јавната администрација. Што значи тоа? Дека низ оваа академија сакаме да доквалификуваме, да преюдицираме, да ги вклучиме во процесот во секоја институција вработените кои што во моментот практично не ги извршуваат своите работни задачи. Видете, било која реформа, значи не знам, и после 5 години да почне процесот, нема да заврши преку ноќ. Тоа е процес, тежок процес, морам да кажам, тежок процес, затоа што никој од вработените во јавниот сектор, па можем и да кажем и во приватниот сектор, како менталитет наш, граѓански, македонски, како сакате, не сака да излезе од комфорната зона, односно да си го наруши комодитетот. Ние се соочуваме и до ден денес, морам да кажам, со случаи кои што ако го преместите столчето 5 метра понатаму реагира. А со законите кои што беа досега, беа прилично заштитени и процесот на дисциплина и на казни беше прилично оневозможен, така да со новите законски решенија го регулираме и тоа. Што значи да бидам многу директен, јасен и краток, ќе работиш за да земаш плата. Малку ќе спуштам уште малку топката околу како ние граѓаните ќе замислуваме администрацијата и бирократијата, нека биде пежоративно кажано. Значи, не се само законите и услугите што ги добиваме, туку и местата, зградите, установите каде што одиме. Доскоро беше, ако има можност да се реновира малку објектот, клима уредите важат само за вработените. Ние што сме од оваа страна, катастар, МВР и така натаму, не знам каде се имаме потреби да одиме, се потиме, нема тоалети, нема, ќе се онесвестиме, нема кој да ни помогне. И тоа е реформа. Значи, таму каде што треба, не се само законите, значи, треба да влезете и вие имате потреба, утеки имате потреба, не, ќе видите дека тешко ќе биде. Видете, тоа не е реформа во јавната администрација, тоа е подобрување на условите за граѓаните кои што доаѓаат да ги користат услугите на различни институции. Сега тука јас како министер како единка во владата не можам да кажам дека е моја надлежност, меѓутоа се согласувам со вас. Тоа е дел од Ние така доживуваме генерално скупно. Тоа е дел од капиталните инвестиции, односно на буџетот на секоја институција. Ја можам да кажам за Министерството за јавна администрација, она што ние го поседуваме како имот, бидејќи ние сме заеднички корисници на зградата на Нова Македонија, но она што ние го имаме веќе во првата година еден едукативен центар кој што е во рамки на Министерството за јавна администрација, веднаш го реновиравме, обезбедивме средства во буџетот, тоа е во аеродром, населбата Аеродром, општина Аеродром, и тој функционира сега во полна парја. Во рамки на буџетот за идната година планираме нашиот втор регионален едукативен центар да биде реновиран, тоа е во Битола, што значи и регионално сакаме да направиме едукативни центри со цел да олестиме на граѓаните да не доаѓаат во Скопје за потребните обуки кои што се дел од процесот на вработување во јавната администрација. Сега заврши реконструкцијата на владата. Тоа требаше според зборовите на премиерот да биде нов импулс за понатаму. Не требаше да значи дека е буквално незадоволство од некои сектори, министри и така натаму, но во рамки на прераспоредувањето на министерствата,
Какви ви се односите? Вие не бевте на почеток многу задоволни, како знам, од губењето на Министерството за правда. Сега како функционирате? Не. Грешна е тезата. Ние во ниеден момент не рековме дека сме незадоволни од тоа што го имаме и од тоа што ќе го имаме. Ние сме Може ние очекуваме дека ние сме тоа така беше креирано од низа на медиуми со цел да направат едно раздвојување во рамки на коалицијата, меѓутоа вистината е сосема друга. Ние како партија не се однесуваме како тетки на чешма, па секој ден да кажуваме што губиме, што добиваме, или пак да брифираме по разни медиуми, со цел да оставиме процесот да заврши и кажуваме нешто што имаме да кажуваме за разни области, вклучително и за реконструкцијата, тогаш кога ќе имаме резултат. Сега да подсетам, тоа беа шпекулации, дека знам го губи Министерството за правда, дека ќе остане со едно министерство, дека нема да добие ништо, прашање едното министерство и така натаму. Ние во оваа влада влеговме со повеќе услови кои што стана дел од владината програма и за нас не е битно каде, туку што ќе оствариме од нашите програмски определби во рамки на владината програма. Што се однесува до Министерството за правда, ние како партија сметаме дека таму практично 100%, ако не и 100%, сме ја исполниле нашата мисија. Досегашниот министер Игор Филков направи феноменална работа во овие 2 години. Министер кој што за 2 години креираше повеќе од 33 законски решенија кои што се дел од реформската агенда. Делот не го сменија, ние побаравме да идеме во друг ресор, тоа е многу грешна теза, тој не е сменет. Значи, министерот Филков креираше 33 законски решенија, од кои што 6 се веќе донесени во собранието, 10 се во владина процедура, другите се на ЕНЕ. Меѓутоа е многу важен чекор, да кажам, дека ние како знам, креиравме нешто за 2 години, а тоа не е направено во последните 10 години. И тоа е голем поттик за една од главните цели на знам, а тоа е спроведување на правда. Значи, првиот чекор. Во Министерството за јавна администрација имаме одличен напредок и за овие 2 ресора не говориме ние, говори еврокомесарот кој што беше на гости овдека во Македонија и на пресконференција ги потенцираше токму овие 2 ресора како силен или пак видлив напредок во реформите на јавната администрација. И да довршам, ќе ми дозволите уште една реченица, а тоа е нашата програмска определба за самоодржлива држава, а тоа е превземањето на Министерството за земјоделие, во кое што ние сакаме и на терен, од едни административни министерства кои што креираат закони, да покажеме како знам делува на терен и да се соочиме со предизвиците кои што се во земјоделието. И морам да кажам дека, претпоставам и дека пратите, во првите 10 дена нашиот министер, господинот Борче Серафимовски, практично е секој ден на терен, во директна комуникација со сето она кое што се вели земјоделци, шумари, водостопанство, односно целни групи кои што се во рамки на Министерството за земјоделие. Добро, сега јас сум новинар, ќе бидам малку циничен. Ако овој министерот, знам, покаже повеќе резултати од минатиот министер, не знам тоа дали ќе биде благопријатно примено од премиерот и од владеачката партија, дека вие остварувате повеќе од што тие може да прават. Ние немаме таков став дека некој остварува повеќе. Владата, значи бил поспособен од минатиот министер. Значи мандатар во владата е премиерот. Ние немаме поединечен став кој колку остварува, ние сме тим во владата и владата остварува заедно. Значи резултатот на било кој министер е резултат на владата. Тоа е едно тело кое што испорачува за граѓаните всушност она кое што го ветило на изборите ја добило довербата од граѓаните. Само што малку ќе ве потпрашам. Пред малку рековте кога влеговте во владата имавте повеќе услови, рековте услови барање. Да. Може да ми кажете 2, 3, кои беа најбитни? Двете најбитни се дуи да е надвор од владата, тоа не значи деалбанизација на владата, напротив дедуизација. Ама тоа беше на ВМРО став.
Не, тоа е наш став. Тоа е нашиот услов за да влеземе во владата. Веќе го имаше, тој беше и на ВМРО исто така. Добро, тогаш се идентични ставите. Вториот став е што бевме стриктно против промена на уставот и ние први во јавност, односно нашиот председател Максим Димитриевски го изнесе ставот кој што сега е државен став, односно владин став, тоест да има промена на уставот и да се внесат бугарите, но со одложено значење. Тоа не значи дека ние не сме отворени за некаков друг модел кој што ќе гарантира заштита на јазикот, идентитетот, историјата и културата на македонскиот народ. Еве ви два. Меѓутоа ние имавме многу повеќе програмски услови кои што се за нас најзначајни и тие како дел од владината програма се остваруваат, ако сакате можеме половина час да збориме за тоа. Опозицијата ви забележа сега скоро имаше уште една изјава дека сте биле, вашиот председател бил против коридорот 8, дека тоа ќе значило албанизација на делот, но сега го гледаме дека го правите. Тој коридор и како влади, и како ВМРО го делегиравте дека треба да се отвори. Една изјава од за која нашиот председател бил против било какво градење. Всушност тој е трет мандат градоначелник господин Максим Димитриевски и кумановчани најдобро знаат како се развива инфраструктурата во Куманово. Последно е развој на индустријската зона во Куманово, во кое што во моментов Lidl за известен период ќе го отвори својот дистрибутивен центар. Но не и се. Оваа влада во моментов, и тоа беше едно од нашите програмски определби, силна инфраструктурна експанзија. Во моментов гради 5 патни правци, на повидок се подпишува договорот и 6-тиот правец, а тоа е Скопје-Блаце, што значи има една голема инфраструктурна експанзија. Во последните 35 години, откако постои македонската држава, до сега нема инвестирано волкав број на капитални инвестиции во исто време во автопатишта. Да подсетам дека паралелно се работи и стругата кон нашиот сосед Република Бугарија, но исто така морам да потенцирам дека втората определба, има можност да ги кажувам, знам, е силна децентрализација на капиталните инвестиции во рамки на општините се случува, а тоа е преку унгарскиот кредит и преку буџетите на општините. Во моментов во цела држава се градат повеќе од 1200 капитални инвестиции кои што се однесуваат на одредени општини, но има една разлика, од минатата влада. Минатата влада ги делеше средствата во буџетот на градоначалниците каде што беа од нивните редови, ние ги распределуваме сосема еднакво согласно проектите со кои што конкурираат општините. Тие немаат многу. 1200 бројка не би рекол дека е мала. Тоа е и рамномерен развој на државата што се однесува до локалните капитални инвестиции. Пред прашање, дали знаме Социјалдемократска партија? Видете, во ЗНАМ членуваат најголем дел бивши социјалдемократи, но исто така има и членови кои што прв пат се зачленуваат или пак делуваат во некоја политичка партија, но исто така има и од другите помали политички партии кои што ни пристапиле ЛДП на СДП, но исто така има и дел членови кои што порано биле во ВМРО. Што значи, можеме да кажеме дека ЗНАМ е позиционирана лево центар, дека тоа е нашата политика и нашата идеологија е заснована на основните два постулати кои што за жал мојата поранешна политичка партија Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби, а тоа се Илинден и Јасном како основни постулати на постоење на македонската држава. Во вашата поранешна партија пак има превирања. Не знам колку ќе бидат интензивни и како тоа ќе заврши. Веројатно и вие следите. Очекувате ли од она група што се јавува како реакција на владењето на сегашното раководство на СДСМ да формираат нова партија, да придат кон ЗНАМ или да се вратат во СДСМ? Гледав една значи го пратев тој настан. Во овој момент јас тоа не би можел да го коментирам или пак да го шпекулирам, ниту пак да ја потврдам или осознам нивната цел.
Се работи за еден настан и ја имам некоја собствена анализа во кој што учесниците на тој настан би ги поделил во 3 категории. Доминантно се членови, актуелни функционери, поранешни функционери, основачи на Социјалдемократскиот сојуз, но има и представници од академската заедница, opinion makeri, експерти од одредени области, кои што низ една форма што ми е нејасна, начатам као на затворен систем на дебата, одржа еден настан. Она што можеме да го осознаеме по одржувањето на тој настан, со низа интервјуа на учесници на тој настан, е всушност потврда на тезата која што ние од знам ја кажавме пред 5 години. А тоа е дека СДСМ е окупирана партија, дека нема квалитетни политики и дека во овој момент, иако според мене не е главната карика, господинот Венко Филипче со сомнителен легитимитет, правно формално е председател на партијата, но секако конците ги влече некој позади него. Дека е затворена партија, окупирана и всушност дека спроведува грешни политики. Но исто така, треба да констатираме дека оваа групација која што се поранешни функционери на СДСМ, актуелни и слично, ја делам на 2 групи. Првата група е која што учествувала во спроведувањето на власта и креирањето на политиките и била активен учесник дали во управни одбори, дали на други избрани и именувани функции во рамки на државата, или пак во партијата, била креатор на програми во рамки на партијата и тогаш кога требало, или пак кога биле дел од власта, не реагирала за крупни државни општествени прашања. Сега кога е во опозиција, наративот, барем јас кој што го согледувам, е да се превземе раководството или пак раководењето со Социјалдемократскиот сојуз. Втората групација има по мене, не спомнувам имиња, поголем легитимитет, која што не учествувала во време на владењето на, јас велам, ДУИ и СДСМ, не учествувала низ такви позиции, но се истакнати членови, поддржувачи, бивши функционери, основачи на Социјалдемократскиот сојуз и тие имаат навистина поголем легитимитет да бараат промена на раководството во рамки на Социјалдемократскиот сојуз. Но што ги врзува сите заедно? А тоа е дека никој од овие во оваа групација не реагира тогаш кога беа на власт за крупни државни прашања, да кажеме, од типот на промена на уставот. И се уште не можам да го коментирам нивниот политички наратив, затоа што ние немаме експлицитно кажани ставови од било кој учесник на оваа дебата, за кој што имав прилика да гледам интервјуа. Но на крајот на се би сакал да потенцирам дека единствен кој што реагирал тогаш кога Социјалдемократскиот сојуз бил најак, односно имал комплетна контрола на 50 локални самоуправи и бил во зенитот на својата моќ и ја имал и централната власт, реагирал Максим Димитриевски, кој што јасно и гласно кажал дека не се согласува со политиките на тогашното раководство на СДСМ и реагирал, би рекол, таткото или ДНК-та на СДСМ, а тој е господинот Бранко Црвенковски, кој што би сакал да потсетам дека тогаш, после интервјуто на Зоран Заев за бугарската телевизија во која што посочи дека бугарите и македонците се ист народ, дека Куманово го ослободиле бугарите и така натаму, други историски небулози кои што ги кажа, го замрзна своето членство. Тоа е разликата помеѓу знам и ова иницијатива. Но тоа е нивна внатрешна работа. Јас им посакувам многу среќа, се согласувам дека ова раководство на СДСМ не е такво какво што јас би посакувал да биде, но тоа е нивна внатрешна работа.
Ако зад едните, велите, веројатно стои некој друг, дали зад оваа група, оваа платформа, може би не стои таткото на СДСМ? Јас можам да кажам за знам дека таткото на СДСМ не стои за знам, иако јас во неколку наврати досега имам кажано дека неговите политички стави, да бидам попрецизен, на господинот Црвенковски исклучително ги почитувам. Но за тоа ќе треба да го прашате господинот Црвенковски. Дел од групата и натаму се блиски. Беа и се блиски до Бранко Црвенковски. Не би можел да шпекулирам таква работа. Кога ќе биде донесен законот за правична застапеност? Зависи од представниците на ДУИ во собранието. Што побрзо, тоа подобро и мислам дека примената ќе биде побрза. Зошто од ДУИ? Па затоа што во моментов ДУИ го блокира целиот процес во собранието, не сакајќи да обезбеди бадентер или пак да го подржи законското решение, кое што, повторувам, пројде и низ филтрите на Венецијанската комисија, го пишува уставни експерти за да не се соочиме повторно со било каква одлука на Уставниот суд во која што ќе биде оневозможено да има и представници на етничките заедници во институциите. Не ли е тоа обид нивни за сепак да најдете начин да разговарате со нив? Јас мислам дека Ако сакате да пројде успешен, да биде донесен скоро, Јас мислам ако дека зависи од нив, како што во видите, рамки на собранието се одржани многу разговори, но ние дали имате избор, ние сме соочени со една опозиција, еве да го тргнеме на страна законот за правична застапеност, да го земеме вториот исто така многу битен закон кој што е дел од реформската агенда, тоа е изборниот закон. 4 месеци Министерството на правда беше носител или пак координатор на политичките партии и представници, на се договорено, наеднаш опозицијата го блокираше законот со филибастерник, односно со поднесување на 2500 амандмани. Тоа кажува за политичката волја на опозицијата да на вистина придонесе кон реформите или пак европскиот пат на Република Македонија. Не се само уставните измени за кои што слепи за стап се држи опозицијата, односно конкретно Социјалдемократскиот сојуз и нивниот наратив, услов за продолжување на нашиот пат кон Европската унија. Ама ако не се донесе овој закон, нема да може да почнете со реформите од овој аспект. Значи, како ќе функционира Министерството? Ако ДУИ остане на тоа, не најдете заеднички Овој закон не е дел од реформската агенда, овој е закон кој што е всушност производ на Охридскиот рамковен договор. И тоа е уставна категорија, значи правична застапеност. И јас потенцирав и во моето излагање, во нашиот разговор досега, дека правичната застапеност базирана врз база на квалитет, на тестирање, на знаење и на компетентност функционира и сега. Што значи јавни огласи, конкурси има и процентот на таа застапеност е идентичен како и во минатите години кога имаше и балансер, односно функционираше таа дигитална алатка. Горан Минчев, министар за јавна администрација, благодарам што бевте гостин во Слободен печат. Благодарам на поканата.